Кумановци масовно го прифатија повикот за хуманост од Мултиарт и вчера вечер до последното седиште ја наполнија големата сала во Центарот за култура. Купувајќи влезници за великденскиот хуманитарен концерт под наслов Пееме за Јована, публиката уште еднаш потврди дека несебично подава рака, поддршка и надеж на младата кумановка, која што храбро се соочува со сите предизвици во животот. 20 на музички уметници од Куманово и останати градови, придружувани од оркестарот, составен од истакнати музичари заедно со публиката, повеќе од 2 часа пееа во еден глас за Јована. На концертот настапија и играорни групи од детско-младинскиот ансамбл Срма и културно-уметничките друштва Панче Пешев и Српски вес. Хуманитарниот концерт го организира Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт од Куманово со поддршка на Телевизија Плюс и Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Вечерва покажавме дека сме хуман град. Ке продолжиме така и во иднина, истакна Драгана Станишковски од Мултиарт по завршувањето на концертот. Го подигнавме скалилото на високо ниво. За наредната година имаме многу тешка задача. Благодарам на сите присутни кои што дадоа свој допринос, кои што дојдоа, не испочитуваа нас, ја испочитуваа Јована и ја покажаа хуманоста на дело. Од името на организацијата, Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт, од името на подржувачите Телевизија Плюс и Центарот за култура Трајко Прокопиев, огромно благодарам до сите граѓани на Куманово. Покажавме дека сме хуман град и ќе продолжиме да покажуваме понатаму. Јас сум се уште под впечатоци. Се надевам дека до утре ќе можам да ги соберам, а можеби ќе ми треба и малку подолго време. Навистина прекрасна енергија дадоа најпрви на оркестарот, пејачите, публиката, пееа сите во еден глас. Се беше прекрасно. Победи ова вечер хуманост. Луѓе што сакат да помогнат, да излезат во пресред. Еве тоа се случи вечерва, јас бев очевидец, пошто јас се отворив денеска програмава со моето прво појавување и ми беше полна душа и срце, значи кога се работи за хуманост и човечност, еве град Куманово покажува уште еднаш дека ние сме максимално солидарни луѓе, пошто не се знае во животот на кого што кој му е потребно да се подпомогне. Јас бев и прошлата година дел од ова. Еве, бев поканен ова година и се разбира секој кој ќе бидам поканен за вакво нешто да се даде ова мал допринос. Сергеј Станковиќ, ученик во 3-то Б одделение во Основното училиште Крсте Мисирков, ја представува Македонија на светското првенство за млади во забрзан и брзопотезен шах што се одржува во Врњачка бања, Србија. На турнирот учествуваат околу 450 надпреварувачи од 40 шаховски федерации. Да се биде меѓу најдобрите млади шахисти во светот е успех кој заслужува огромен аплауз. Сергеј не е само мајстор на црно-белите полиња, туку и вистински пример за посветеност, дисциплина и талент, објави училиштето Крсте Мисирков. Катната гаража е временно решение на општината кое е неопходно во централното градско подрачје, а ќе биде дислоцирана кога ќе бидат обезбедени нови паркинг места, истакна градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советничко прашање. Дали се планира во блиска иднина да се отстрани монтажната гаража спроти Вајкики и да се дислоцира на некоја друга локација, со оглед на тоа дека значително се зацкрива Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, која е културна установа и како главен носител на многу манифестации и е посетена како од нашите граѓани, така и од граѓани надвор од Куманово. Монтажна катна гаража Вајкики, како што и многу пати имам кажано, е само едно времено решение на општината кое што е неопходно во моментот во централно градско подрачје. Првиот момент кога ќе го зголемиме капацитетот за паркирање во централно градско подрачје, а тоа се две можни локации. Едната локација е Чоробенско ќоше, за кое што многу елабориравте на оваа седница и нема да се повторувам. Втората локација е поранешно хемиско чистење, за кое што за жал имаме проблем, бидејќи од како почнавме со извршување, очигледно немаме добро ниво на соработка со ПУИК, не сака да ги дислоцира објектите кои што се таму. И во следниот период ќе поворам разговор со директорот да се обидам да изнајдам соодветно решение, во спротивно ќе ги извршуваме и ќе се тужиме
со ПУИП да видиме до кај ќе стигнеме и како ќе стигнеме. Да, се согласувам со вас дека не е место на таа катна гаража, тука на тоа место, и еден ден нема да ја имат, затоа е направена како времена катна гаража, но во моментова која тргнеме, таму ќе видиме само еден билборд на тој најпознат културен центар, кој што своевремено беше претворен во центар на кафичи, кафани и така натаму, а не за основната намена која што ја има. Ник на еден билборд толкав, никој не го искречи до сега, пошто објектот е под заштита. Ама не бил под заштита кога цртале билборд. И еден ден ќе ја нема таа катна гаража, тој простор ќе се доуреди и ќе биде повторно паркинг како што бил некогаш, со своја символика. Тој градскиот сад на кој што се повикува дека ќе почне да работи кога они ќе дојдат на власт, не работел од првиот момент кога бил поставен таму, нити некогаш ќе работи, затоа што е донација од Скопска пивара и е даден таков каков што е, повеќе има символична него практична улога, бидејќи не постои, сме се обиделе да го правиме, не постои соодветна опрема, истиот да се стави во функција, бидејќи фабрика што ги произведувала тие часовници денеска не постои, не работи, а ниту еден оспособен часовничар во државата немате кој што може да ви го направи. Заврши изградбата на улицата 716 во населбата Перочичо, соопшти градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Улицата сместена во населбата е дел од реконструкцијата на улици која се спроведува со средства обезбедени од вториот владин повик за финансиска поддршка на општините за реализација на инфраструктурни проекти. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера на улицата 11 октомври лишиле од слобода 37 годишен кумановец. Според СВР Куманово, при сообраќајна контрола полициски службеници сопреле мотоцикл со кумановски регистарски ознаки, кој го управувал и по извршени проверки било констатирано дека го управува без возачка дозвола. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Стои во соопштението на секторот за внатрешни работи Куманово. Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово организира пролетен училишен крос кој ќе се одржи на 21 април годинава на спортскиот аеродром Аџитипе во Куманово. Настанот ќе ги обедини учениците од сите основни и средни училишта од општината кои што ќе имаат можност да се надпреваруваат во повеќе категории. Организаторите информираат дека пријавувањето треба да се изврши најдоцна до 20 април преку Вибер групата Училишен крос, кај делегатот на надпреварот професор Фидан Арсовски. Настанот се реализира под организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово со координаторите Филип Колевски и Марија Нојковски, а има за цел поттикнување на спортскиот дух и здравите навики кај младите. На граничниот премин Табановце на влез во државата вчера полициски службеници лишиле од слобода 45 годишен жител на Тетово. При извршени проверки на патничко возило Volkswagen Golf кое го управувал, било констатирано дека возилото го управувал и покрај тоа што има активна забрана за управување возило од Б категорија. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти Министерството за внатрешни работи. Црвениот крст на Македонија од 13 до 19 април годинава ја одбележува традиционалната недела на солидарност под мотото Вашиот прилог значајна помош. Во рамките на оваа хуманитарна иницијатива се спроведува акција за собирање помош наменета за најранливите категории на население. Во акцијата може да се донираат храна, облека, обувки и средства за хигиена и истите да се достават во општинските организации и Црвен крст на град Скопје. Целта на акцијата е да се подигне свеста за меѓусебната солидарност и да се обезбеди конкретна поддршка за семејствата кои се соочуваат со социјални и економски предизвици. Во акцијата граѓаните и правните субјекти може да донираат и парични средства. Собраните средства ќе бидат наменети за обезбедување храна и ќе се дистрибуираат на семејствата во социјален ризик, соопшти Црвен крст на Македонија.
Парични казни од над 19.000 евра во денарска противредност изрекоа инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на оператори со храна во рамки на спроведените 1221 вонредна контрола кои биле спроведени пред велигденските празници. Уништени се и повеќе од 272 килограми небезбедна храна, најголемиот дел од животинско потекло. Дополнително нештетно уништени на депонијата Дрисла беа и повеќе од 40 тони небезбедни јајца по потекло од соседна Србија, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство.